Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Поздрав за добре дојде, почитувани. Од време на време, сите ние се соочуваме со мисли на сомнеш, страв, несигурност, мисли кои ни укажуваат дека нема да оздравиме, нема да успееме, нема да го пребродиме тешкиот период. Тие се само мисли, нели? Изгледаат безопасни, доаѓаат и заменуваат. Но понекогаш го изоставуваме фактот дека негативните мисли се како инфекција. Ако ја направиме грешката да престојуваме со нашето внимание на тие мисли, да се вртат повторно и повторно во нашиот ум, тоа е исто како да им праќаме покана да дојдат и да бидат наша реалност. Она што не држи уназадени е тоа што нашето размислување е инфицирано, заразено. Околу 50% од нашето време го поменуваме размислувајќи за тоа што беше, како беше, прегледувајќи ги сите негативни слики, случки, зборови, ситуации што биле или пак што би можеле да бидат. И тоа е исто како да го гледаме истиот филм безброј пати. Само што во случајов тој филм е негативен и исполнет со темнина. Потоа се чудиме зошто немаме радост, мир, спокој, креативност, нови идеи и слично. Јас сум Елена, започнува ново издание на Елиезер. Seated enthroned on high praise, you are high, high and lifted up. Seated enthroned on high praise. Jesus, take your place. Seated enthroned high on our praise, high on our praise. You're seated enthroned high on our praise, high on our praise. And high, high and lifted up, seated enthroned on our praise. Oh, high, high and lifted up, seated enthroned on our praises. You are high, high and lifted up, and seated enthroned on our praise, our praise, our praise. Секоја мисла која не се согласува со Божјата вистина е инфицирана мисла. Како што гласи Божјиот збор, ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крива против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христос. Секоја погрешна мисла го изместува нашето гледање, нашата визија. Божјиот збор на ова говори: ти што спиеш, стани, разбуди се и Христос ќе те осветли. Се додека инфекцијата е присутна, таа ќе го ограничува нашиот живот.
Познато ни е дека доколку инфекцијата не се спречи, не се излекува, постои опасност од нејзино проширување и зафаќање на поголем простор, до степен на огромна штета. Дали гледаме на секоја погрешна мисла на тој начин? Зошто веднаш реагираме на физичка повреда? Бараме завој, ја чистиме раната, одиме на лекар, пиеме таблети и слично. А за нашите мисли немаме таков пристап. Може би од фактот дека не се видливи? Но треба да сме свесни дека мислите се материализираат, нели? Секоја мисла на која е посветено доволно време се манифестира. Ако сме помислиле дека сакаме да се запишеме на факултет, ќе направиме се што треба за тоа да се реализира. Значи, работиме на реализација на таа мисла. Се прво се раѓа во невидливиот свет, па потоа се манифестира во материјалниот. Имаме ли навика да ги анализираме нашите мисли? Негативните мисли ќе го замаглат нашето расудување, сликата за себе, реалната слика за нештото околу нас, вистинската слика за луѓето околу нас и што уште не. Какви мислени се вртат во овој период? Погрешната мисла, негативната мисла, е како паразит. Според дефиниција, паразитот е растение или животно што живее од друг организам, или внатре во него и се храни од него. Она што е карактеристично е што веднаш паразитот не се забележува. Паразитот веднаш не зазема сила, простор и доминација, туку тоа се случува во фази. Веднаш не се чувствува болка или некаква непријатност, паразитот незабележително се прикачил и во почетокот не дава сигнали или симптоми дека е присутен. Паразитот е мал, ситен, незабележителен. А сепак, во себе носи инфекција која може да прерасне во болест. Штом паразитот се закачи, поминува некој време додека да порасне. Ја конзумира храната, течноста од местото каде што се закачил. Па потоа зазема толкава сила што навлегува во сршта и навлегува во секоја клетка. Истиот принцип е и со мислите. Таква е и заразената, инфицираната мисла. Си помислуваме, што може да ми стори? Пролетала некоја мисла. Ти не вредиш, ти не знаеш, не те бидува за ништо. Не можеш да го постигнеш тоа, никогаш нема да излезеш од сиромаштијата. И така до недоглед. Навидум е само една мисла. Ѓаволот е таков, незабележителен, се крие, шепнува, пушта отров колку да затруе и полека како паразит го убива оној кој не е свесен, не знае што се случува. Како што е опишан во Божиот збор, доаѓа да украде, уништи и убие. Поединецот не го ни чувствува каснувањето, а отровот веќе навлегол во неговото битие. Отровната мисла изгледа безопасна на почеток, но со текот на времето прераснала во змија отровница, која го гризе секој дел. Колку подолго време медитираме на погрешната, инфицираната мисла, толку повеќе таа мисла ќе ни изгледа логична и прифатлива. Ќе си речеме, па навистина, може би и така е. Јас никогаш нема да го постигнам тоа, јас нема да го надминам тоа што ми се случи. Драги мои, кои мисли ви поминуваат во вашиот ум овој период?
Што може да направи една мала лага, еден мал греф, едно мало отстапување, толерирање, одложување, криење, прикривање, затајување и така натаму. Ако веднаш го отстраниме паразитот, нема да има време и простор да доминира и да се расшири. Исто е и со мислите. Штом се зафатиме со некоја мисла, почнуваме да размислуваме за таа мисла, да креираме сценарио, слики, да планираме, па ги вклучуваме нашите емоции, па започнуваме да чувствуваме физичка манифестација на нашето тело, било тоа да е згрченост, зголемен крвен притисок, срцебиење и слично. Се е поврзано. Ние сме создадени од тело, душа и дух. Ништо не е изоставено. Ефект има на сите три дела. Колку подолго чекаме, толку поголема ќе биде инфекцијата. Паразитот е безопасен доколку нема домаќин каде што би се прикачил. Но, ако се прикачи, тогаш се храни од енергијата и животот на домаќинот. На ѓаволот потребен му е домаќин каде што ќе се досели и ќе се храни од храната на домаќинот со цел домаќинот да биде жртвата и да биде убиен. Затоа Христос ни укажа дека нашето тело е храм на Светиот Дух и дека тој храм треба да биде постојано чист. Во Евангелие според Матеј ни укажува: кога нечестиот дух излегува од човек, минува низ безводни места барајќи одмор и не го наоѓа. Тогаш вели: ќе се вратам во својата куќа од каде излегов. И кога дојде, ја најде празна, изметена и уредена. Тогаш оди и зема со себе 7 други духови полоши од себе и влегуваат и живеат таму. И последната состојба на оној човек станува полоша од првата. А во Откровение 3 глава наведува: ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Изборот е наш. Дали ќе го домаќиниме ѓаволот или ќе му речеме добре дојде на небесниот татко. Нема трета опција. Не се отвора вратата секому. Наше е да расудиме која мисла од кого доаѓа. Кој сака да не уништи, а кој сака да не благослови. Кој ни дава живот, а кој ни го одзема животот. Кој не лекува, а кој ни дава болести. Доколку не ги храниме инфицираните мисли, тие ќе се сушат, ќе загинат. Доколку ние, како домаќини, сме игнорантни, тврдоглави, можеме само да замислиме каков ќе биде резултатот од таа негативна и инфицирана мисла. Инфицираната мисла не доаѓа само од некој невидлив извор, туку тој невидлив извор може да ги користи луѓето. Затоа, што прифаќаме од луѓето како вистина? Не секој ни мисли добро. Зарем ќе ја прифатиме нечија констатација за нашиот изглед, за нашата вредност или за што било друго? Ние сме направени по сликата Божја. Ние сме деца на Севишниот. На што сме домаќини во овој момент? На стравот, сомнежот, несигурноста, самокритикувањето, лошите помисли кон другите, лажењето? Или домаќини сме на Божиот збор, љубовта, разбирањето, понизноста, себеприфаќањето, верата, радоста, победата и слично? Во која област е потребно да го репрограмираме умот? Кои се нашите умствени тврдини, умствени упоришта? Што не стои на патот до нашиот успех, до нашата слобода? Што не кочи во стварувањето на нашите соништа? Што не задржува? Што стои во позадина, а ние го криеме и се правиме игнорантни, како тоа нешто да не постои?
Дали е во областа на нашето здравје или финансии, или човечки односи, или нашето ментално здравје, или нешто друго. Кој ми рече дека сум недоволен, недоволна? Кој ми рече дека не можам да постигнам во животот? Кога Божиот збор гласи, се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Јас победувам преку оној кој ме возлюби и кој од љубов се предаде за мене. Кој ми рече дека не заслужувам да бидам благословен? Драги мои, ве уверувам дека не беше и не е небесниот татко, туку ѓаволот. Затоа, да ги отстраним инфицираните мисли испратени од ѓаволот, да му ја затвориме вратата и да го пратиме во пеколот, во местото каде што припаѓа. Најдобар начин за да исчистиме инфекцијата е да го декларираме и да веруваме во она што небесниот татко говори за нас. Да не му дозволуваме повеќе на ѓаволот да ни одзема нашата животна енергија. Да, има тешки мигови, спомени, болка која не е туку така лесна, но не треба да се задржуваме на истата. Ѓаволот сака да се храни од нашиот очај, нашите рани, разочараност, улогата на жртва. Зошто да продолжуваме да се труеме со сето тоа? Зошто да не контаминира? Нашиот небесен татко не остави сами, ранети и очајни, како што гласи неговиот збор. Ти, Господи, ми стави оклоп, ме облече во спасителна облека и со накит ме украси. Размислете, од кои инфицирани заразени мисли треба да се ослободите. Во посланието Ефесијаните 6 глава стои: да црпите сила од Господ и од неговата огромна моќ. Облечете го целосно Божиот оклоп, за да можете да ги здржите подмолните напади на ѓаволот. Ние не се бориме против луѓето од крв и месо, туку против злите владетели и власти на невидливиот свет, против мрачните духовни сили што владеат со овој свет и против злите духови во небесните простори. Затоа, целосно облечете го Божиот оклоп,
Така ќе можете да издржите во зло време, па откако борбата ќе заврши, ќе останете цврсто исправени. Бидете непоколебливи, препашани со појасот на вистината, облечени со штитот на праведноста, обуени и подготвени непоколебливо да чекорите, носејќи ја радосната вест што донесува мир. И со сеј това, понесете го штитот на верата со кој ќе можете да ги сопрете и угасните сите огнени стрели на злиот. Ставете го спасението како шлем и земете го мечот на Светиот Дух, а тоа е Божиото Слово. Постојано молете се и барајте онака како што ве води Светиот Дух. За крај на ова издание издвојувам и дел од Соломоновите изреки кои нудат мудрост и ослободување. Ве поздравувам! Ако ги примиш зборовите на моите заповеди и ги зачуваш во себе си, ако увото твое внимателно ја слуша мудрост, ако срцето твое се приклони кон размислување, ако со нив го поучиш синот твој, ако ги повикаш знаењето и разумот, ако ги бараш како сребро и ги истражуваш како ризница, ќе го разбереш стравот Господов и ќе го најдеш знаењето за Бога. Зашто Господ дава мудрост, од устата негова доаѓа знаење и разум. Он го зачувува за праведните спасението. Он е штит за оние што одат непорочно. Он ги чува патиштата на правдата и ја брани патеката на оние кои го почитуваат. Тогаш ќе ги разбереш правдата и правосудието, правината и секој добар пат. Кога мудроста ќе влезе во срцето твое и знаењето и ќе биде пријатно на душата твоја, тогаш расудувањето ќе те брани, разумот ќе те чува, за да те спаси од лош пат, од човек кој говори лага, од оние што ги напуштиле патиштата на правдата, за да одат по пат, не по темнината, од оние што се радуваат вршејќи зло, кои се восхитуваат на расипаност, чии патишта се криви и кои талкаат далеко од правиот пат, за да те спаси од жената на друг, од туѓа кој ги засладува зборовите своји, кој го остава пријателот на младоста своја, кој го заборава заветот на својот Бог. Домот нејзин води кон смрт и патеките нејзини кон пеколот. Никој од влезените при неа не се враќа никогаш и не стапнува на патот кон животот. Затоа, оди по патот на добрите и придржувај се за патеките на праведните, зашто праведните ќе живеат на земјата и непорочните ќе обстанат на неа. А беззакониците ќе бидат истребени од земјата, а вероломните искоренети од неа. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновик, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер. Елиезер.